Здраво на сите, јас сум Бисера од Стартап Клуб Скопје и добре дојавте во Фрилансерска дружба. Подкаст во кој го откриваме животот на модерните професионалци без канцеларија. Генерален спонзор на овој подкаст е Прокреј банка, банка која го разбира фриленс животот. Ти имаат посебен фриленс пакет за да ги решат сите ваши банкарски потреби. Сега уживајте и гледајте епизодата. Здраво на сите и добре дојавте во петата епизода од Фриленсерска дружба. Јас сум Бисера и денеска многу ми е драго да представам нашата гостинка на оваа епизода. Таа е фриленсер 8 години, 3 години е предприемач, моментално на Trixibox и на Working Mom платформата и денеска со нас е Данче Азманова-Мирчевска. Здраво, Данче, како си? Здраво, Бисера, одлично сум и ти благодарам на вистина за ова покана. Многу пријатно ме изненади кога добив поканата и драго ми е што сум дел од ваков иновативен подкаст. Многу ми е мило и ти што си ни гостинка, дефинитивно кога гледав со кој сакам да разговарам на овој подкаст е некој лично што дефинитивно сметам дека има совети да се споделат корисни за сите што сакаат да станат фриленсери, ти беше една од нив. И мислам дека баш е добро за сите гледачи да дознаат која е ствари Данче Азманова-Мирчевска. Како би се опишала сама себе? Па би се опишала како личност што постојано сака да направи некаков импакт во општеството со своите ресурси, било да е тоа да нахрани гладно куче на улица или пак да креира подарок што ќе разубави нечи ден. Ако ги прашате моите пријатели, тие би ви кажале дека Данче секогаш кога ќе се видиме на кафе, таа има нова идеја како да го спаси светот, како да го подобри општеството и дека никогаш не застанувам со моите иницијативи. А ако ги прашате моите колеги, ќе ви кажат дека сум личност со силна работна етика и со интегритет и како човечки чат GPT, бидејќи ќе ми кажеш тема, јас одма инстантно ти смислам пост на истата, нели, со моите контент маркетинг вештини. Ова многу убаво си се обижава ка сама себе си, ама дефинитивно моето запознавање од тебе последниот период дефинитивно ја би те опишала на многу ист начин со сите разговори што сме ги имале. Почнуваме обично во самиот подкаст од факултетските денови, бидејќи највеќе целиме за да помогнеме на студентите кои сега првично почнуваат да имаат работа, како да се пробијат во овој нов свет, посебно во фриленс светот. Затоа ако може да ни споделиш некои совети и некои искуства од како беа твоите факултетски денови? Јас се запишав на факултетот за новинарство и односи со јавноста на УКИМ, бидејќи од секогаш знаев, уште како малечка, знаев дека сакам да бидам новинар, да известувам од терен и тој сон ми се оствари. Мислам, немаше дилема каде ќе одам на факултет, знаев дека ќе биде таму. Бев и првенец на генерација со просек 9.5, но брзо сватив кога излегов од факултет дека тој просек всушност и ништо не значи во реалниот свет. А факултетските денови би ги опишала како една комбинација од многу учење, многу журки и многу малку спиење. Сега што ми беше предизвик тој период, ми беше најмногу менаџирање со буџетот, бидејќи беше навистина лимитиран и требаше јас да научам како да имам во месецот пари за кирија, и за храна, и за учебници, но и за журки. И таа вештина што тогаш ја научив на потешкиот начин и ден денеска многу ми користи и многу ми помага. И бидејќи сум дојдена од Струмица во Скопје да студирам, имав многу силен порив да успеам и за мене важеше правилото go big or go home. Дефинитивно тоа учење твое се гледа дека се исплатило и сите работи што си ги направило тие факултетски денови, бидејќи кога што разговаравме ти ми сподели дека преку програма ти си била избрана за талентиран новинар и си била испратена во Америка за таму ствари да дооформиш твојата вештина како новинар. Може ли да споделиш нешто за повеќе таму? Како си помина, кој беше твоето искуство таму што го научи?
Да, па претходно, нели, како што спомнав, јас кога бев уште 5 години, знаев дека сакам да бидам новинар, да известувам од терен, тоа ми се оствари. Сакав исто да бидам водител на вести и тоа ми се оствари. И луѓето што ме знаат во новинарските денови ќе ви кажат дека неуморно работев по 15-16 часа на ден, бидејќи ми беше многу динамично, многу забавно. Да напоменам дека ова е почеток на моите 20 години, сега не би работела 15-16 часа на ден, а пресвртот се случи токму кога ме избра на програма од Америчка амбасада да идам како еден од талентираните новинари во Македонија во Америка и таму да студирам на најстариот универзитет за новинарство во светот, во Мисури, во Колумбија, а потоа и да имам пракса од неколку месеци во Live 5 News во Јужна Каролина. Ако сте гледале холивудски филмови кај што има плажи, па сите се таму снимани. Да од прва рака можев да ги видам и тие сцени. И кога се вратив од Америка, јас бев полна со огромно знаење, огромен ентузијазам и енергија да дојдам во Македонија и да го подобрам тоа новинарство. Но за кратко време сватив дека македонското новинарство не е спремно за сите тие новитети кои што во Америка се веќе некој стандард, што е сосема нормално кај нив. И разговарав со повеќе уредници кои што ми кажа: Данче, те молам, не летај во облаци, ова е Македонија, ова не е Америка, не можеш, ти ќе дојде со знаење тука нешто одма да примениш во Македонија. Или пак ми кажува: ајде за 5 до 10 години дојди, повторно кажи ми идејата, па ќе видиме што може да направиме во врска со тоа. И секако јас многу се разочарав. И ми падна ентузијазмот. Имав овде две опции. Дали да си продолжам како новинар, да се помирам со тоа дека новинарството е такво какво што е, или пак да најдам некој начин како да го искористам мојот талент за нешто добро да направам во општеството. Дали се гледа првично дека новинарството многу ти значело тебе? Мислиш дека тоа време до сега имаат некои тие промени, еве ти што си ми ги кажувала направено кај нас во новинарството, или се уште нема никаква промена? Па, според моето мислење дека се уште нема некоја промена, иако гледам дека има нови генерации на новинари кои што се трудат да воведат некои новитети. Мислам, мене до ден денеска новинарството ми е професија од соништата, нешто што од секогаш сум сакала да го правам. Да, маркетингот е многу динамично, исто интересна професија, но ете, морав да се откажам од новинарството. Тие причини, бидејќи кога работам нешто, сакам да имам некаков импакт, ако гледам дека имам некој зид пред мене, или едноставно нема простор за напредок, кренав бело знаменце и сватив дека е време за да се направи некаква промена, бидејќи бев сведок дека во земјава, за жал, нели во тој период кога јас бев новинар, дека се некако се сведуваше на политички вести, на црна пропаганда, а јас бев новинар кој што сакаше да известува за убавите работи, за култура, за образование и слично. Како го направи тој пресврт од новинарство кон фриленсерство? Како ти беше тој процес кој те водеше вака ден по ден? Па, тој пресуден момент се случи на скалите на една телевизија каде што работев во тој момент. Јас така бев очајна, тажна, бидејќи не можев моите идеи да ги аплицирам овде во земјава и си седев на скалите на тогашната телевизија и си скролав само на телефонот и видов една реклама Академија за дигитален маркетинг во Брейнстар. И тоа некако ми се чинеше дека можеби знакот од судбината кој што го очекував да направам промена, бидејќи до тогаш навистина бев пред банкрот, буквално, бидејќи не земавме плата со месеци и се доведов во ситуација да морам да кажам дека ако не добиам дел од некој од платите, да нема вести навечер, што е многу тажно за некој човек што дошол во Скопје за да успее. И последните пари што ги имав си ги дадов на Академијата за дигитален маркетинг и сметам дека тоа е најдобрата одлука што можев да ја донесам во тој момент. И од тогаш почна пресвртот. Дефинитивно се гледа дека си исплатила таа академија, на некој начин ти го променила животот. Кажи ми, како ти беа почетоците како фриленсер, како ги наоѓаше клиентите, како ги избираше клиентите и проектите на кои ќе работиш?
Па во 90% од случаевите клиентите ме наоѓа сама, дали ти е прочитале нешто мое или по препорака од некој друг со кој што сум соработувала. Се ова може ќе звучи како фалење, меѓутоа многу ретко јас сум праќала CV-ња за вработување, најчесто било по препорака, бидејќи факт е дека во Македонија како лошите вести, така и добрите вести бргу се шират и многу лесно може да се дознае кој пишува добро копи, кој не пишува добро копи. А инаку како ги бирам проектите, па ги бирам првично според темата, а потоа и ги бирам според личноста за која што треба да работам. Луѓето што ме знаат дека јас не трпам микроменаџирање, не трпам некој да ми се меша во зборовите што ги пишувам, окей да ми дадат конструктивен фидбек, ама ваку секој зборче да ми се меша, никако не толерирам, затоа што ако сметаш дека јас и мојот талент сме добар фит за проектот, супер. Ако сметаш дека не сме добар фит, тогаш нема потреба зошто ние да соработуваме. Тоа некако ми беше џабе губење време, енергија и нерви, без разлика колку и да е добро платено. Ако ме микроменаџираш, тогаш нашата соработка мора да престане. И така сум имала лоши искуства, затоа и го спомнувам тоа. Сум прекратувала проекти баш поради оваа причина, колку и да биле добро платени. Сепак мислам мојот душевен мир е бесценет. Дефинитивно, ако не се најде синергија помеѓу фриленсерот и клиентот, проектот нема да е направен со таква енергија и со таква љубов. Да. А како стануваш компетитивна на волку голем пазар што секој дневно се наградува со нови контент креатори? Па неколку работи ме прават компетитивна. Едната е тоа што пишувам од срце, и секогаш се трудам да влезам во чевлите на мојата таргет публика и да сватам кои им се нив проблемите, што ги мачи, како вид на решенија тие бараат, но она што може ме прави поуникатна е тоа што наоѓам представници од мојата таргет публика и многу често знам да ги седнам на кафе вака во кафичи и од прва рака да дознам, кажи ми тебе кои ти се маките и врз основа на тоа да смислам креативни решенија како да им помогнам на нив. Мислев на почетокот дека вештачката интелигенција ќе ми биде огромна конкуренција, затоа што ми одзеде неколку проекти на почеток, но сега ми е десна рака и навистина многу се слагаме, може затоа што и двете сме во хороскоп близнаци, а Джемини го практикувам. А друго нешто што ме прави компетитивна е тоа што си стојам на зборот, секогаш. Например, ако ти ветам дека до петок имаш одреден текст, јас ќе ти го доставам уште во четврток са бајле. И уште една работа е тоа што се брендирам постојано на социјалните мрежи. Да, мислам дека тоа е нешто што многу фриленсери гледам дека го занемаруваат, а тоа е себе промоцијата. Супер е другите кога зборуваат за тебе, меѓутоа кога ќе дојде некој нов, тој треба да види каков човек си ти, како размислуваш и врз основа на тоа и врз основа на твоите компетенции да одлучи дали ќе те вработи за одреден проект или нема да те вработи. Кои се некои платформи што ти ги практикуваш за да се промовира некој фриленсер? Кои највеќе би ги издвоила за некој почетен фриленсер да ги користи? LinkedIn, апсолутно. Таа е мојата фокус платформа, тamo може ќе видите дека често објавувам мои искуства, пишувам како да работиш од дома со болно дете, менаџирање со време, work-life balance, тактики за поставување цели. И многу често, освен овие тематики, споделувам за настани што ги организираме, но и знам често да се жалам за нешто кои што многу ме иритираат и да кревам галама за нив, секако поврзани со професијата и затоа за новите фриленсери сметам дека појдовна точка апсолутно треба да биде LinkedIn, таму можат најефективно да се пробијат. А за другите социјални мрежи, ја оддамна ги имам избришано моите лични Facebook, Instagram профили, бидејќи сметав дека не ми носат некоја професионална придобивка, туку само ми го трошеа времето и енергијата. Како да се брендира некој фриленсер као почеток? Нешто што дефинитивно би го истакнало на LinkedIn профилот? Како би се брендирал? Со тоа што, освен што би го покажувал своето портфолио на работа, убаво е кога би споделувал, например, behind the scenes, како му изгледа еден работен ден, каде тој работи, кои се некои тактики, како ги користи за менаџирање со денот, бидејќи јавноста не сака само да го запознае портфолиото на одреден човек, сака да ја запознае и личноста која што се крие за тој талент, и затоа те ги охрабрувам
фрилансерите да се споделуваат барем 2 до 3 пати неделно на социјалните мрежи, од кои што барем еден од постовите да биде повеќе sales oriented, каде што тие би се промовирале, би ги промовирале своите услуги со цел нели да најдат некој кој што би ги вработил. Како личи твој еден ден како фриленсер? Што правиш од еден, како си го организираш времето? Мојот ден започнува околу 6 часот и 30 минути, се будам, си правам цеден сок, правиме доручек, го спремам синот за во градинка. Потоа кога детето ќе отиде во градинка, одам на тренинг од 8 до 9 часот наутро, вежбам total body workout. На тој начин така си ја кревам енергијата за во денот. Кога ќе се вратам, појадувам, потоа со кафе, гледам околу пола сат до 40 минути да читам книга. Тоа ми е важно затоа што соберам инспирација за сето она што ќе треба да го пишувам во текот на денот. А мојот фокусиран работен ден почнува некаде околу 10 часот наутро и трае 5 часа. Значи секој ден работам максимум 5 часа фокусирано време и завршува некаде околу 3 часот по ручек, кога нели правам ручек, се враќаат син ми и маш ми од работа и тука се поставува една граница со работните обврски и се понатака е family time. Се легнувам околу 9-10, како пензионерите, знам, ама многу сум уморна и џабе на сите кафиња што ги пијам, многу сум уморна. Кој ти е милено место за да работиш? Еве, фриленсерскиот живот пак ти го дозволува тој момент да можеш од дома да работиш, од надвор да работиш. Кој е твоето go-to place каде што највеќе црпиш инспирација? Зависно од обврските со детето, гледам околу 3-4 пати неделно да работам од некој кафич, без разлика во кој дел од градот се наоѓа, дури да е во аеродром и во Ѓорче. Цело време гледам да ротирам со локации, а ги бирам локациите според неколку критериуми, значи многу ми е важно да има добро кафе, што веќе повеќе луѓе ми го препорачале кафето, многу ми е важно да нема галама на местото, најважно ми е да не се пуши внатре и да има паркинг. Да, тие ми се 4 критериуми, а најчесто ќе ме најдете во добар бар во Порта Влае. Таму еднаш неделно секако работам. За следен пат кога вака ќе сакаш да излезеш од дома, слободно можеш да дојдеш тука кај нас во Стартап клуб Скопје. Првично го имаме Hiveroom на Прокредит банка, каде што единствено нешто што може што треба да направите оствари е да се пријавите на веб страната Hiveroom и да дојдете да го користите coworking просторот на Прокредит банка. Дали сте фриленсер, дали сте стартап, просторот е отворен за сите. Исто така, секоја последна среда ние имаме coworking и networking настани во просторите на Стартап клуб Скопје, каде што фриленсери, remote worker, стартапи се собираат и заедно работиме од 12 до 5. После тоа, после 5 часот се останува на неформален дел, каде што се запознаваме, се дружиме. Многу интересни спојки излегле од овие coworking и networking настани и тие се случуваат секоја последна среда. Понатака можеме да поминеме на како го организираш денот, како го пазиш тој work-life balance да не ти се наруши. Имам неколку тактики што постојано ги користам. Една од нив е да си пуштам тајмер до работам на одредена задача, бидејќи на тој начин мозокот многу пофокусирано ми работи на задачата и кога ќе заврши тајмерот, кога ќе сработам задачата, знам и да се наградам може со некоја чоколадца или кафенце за добро завршената работа. А друга тактика ми е phone free hours. Во тие 5 часа фокусирано време што го имам во текот на денот, може само 5 до 10 минути максимум јас би била онлайн на телефонот, затоа што сакам тоа време што го имам на располагање максимално да сум посветена на задачите што ги правам. Друга тактика ми е наутро кога ќе станам да не го проверувам веднаш телефонот, бидејќи ако уште моментот кога ќе станеш, посегнеш по телефонот, имаш наплив на толку негативни информации што ќе те предизвикаат многу стрес, многу анксиозност, ќе те изнервираат и тој стрес ќе го пренесеш не само на своите колеги, туку и на своето семејство. Според мене тоа е најпогубен почеток на денот. Да, таа многу тешка и лоша навика што мислам дека денеска сите ја имаме. Прво нешто кога ќе направиш сабале да се фати телефонот, а и самиот момент со алармот гасање веќе телефонот е во рака, што браво што еве го имаш отргнато тоа и имаш направено навика за тоа да не ти е твоето секојдневие. Да, има тука една апликација што ја користам, Stay Free.
за да видам колку време всушност поминувам јас на телефонот, иако порано мислев дека па и не поминувам толку многу време на телефон, кога инсталирав апликацијата, кога видов статистика, ми се стемни. Значи, дури да мислиш дека не скролаш доволно, инсталирај си некоја тие апликацијата за тракинг на твоите активности на телефонот и ќе сватиш каде непродуктивно си го трошиш времето. Еве баш ги предизвикувам гледачите барем 1-2 дена да видат и верувам дека тоа ќе биде пресвртна точка каде што ќе сватат дека може треба да си направат некои рестрикции, лимити за тоа колку тие го користат телефонот, а потоа се жалат дека немаат време да направат некои задачи што им се приоритетни. Драго доколку Време за кафе. апсолутно. Ти благодарам. Со секој испиено кафе во Стрекја бар и Стрекја Русидер вие го поддржувате Стартап Клуб Скопје, така што следната кафе пауза направете ја токму кај нас. Можеме да започнеме сега со твоето предприемачко искуство, кое започна од твојот 5-ти месец од бременоста, TrixiVox. Кажи ми како беше сето да се основа нов бизнис, додека пак си тука во близина да родиш детенце мало? Јасно. TrixiVox првично беше идеја на сестра ми Зорица и пред повеќе години со Неиза бевме на еден надпревар за стартапи Get in the Ring со многу слична идеја, каде што го освоивме второто место. После неколку години со исто така сличен концепт, јас бев дел од рушење на Гинисовиот рекорд овде во Македонија на пичување бизнис идеи. И неколку години подоцна свативме дека веќе е редно време нашата идеја да стане реалност, затоа што очигледно публиката има потреба од такво нешто. И официјално го стартувавме TrixiVox на 16 јануари 2022 година, кога бев во 5-тиот месец од бременоста. И суштината со TrixiVox настана бидејќи јас и сестра ми постојано сакаме да им подаруваме нешто на луѓето, некои подароци, нешто интересно, креативно што ќе им остане во сеќавање, но наидовме на ограниченост на такви креативни подароци и свативме дека окей, тоа веројатно нешто што ние самите треба да го произведеме. Дополнително, од секоја сме подажувале мали бизниси, особено водени од жени предприемачи, па решивме да направиме спојка во нашите TrixiVox кутии да додадеме и продукти што ќе бидат од тие мали бизниси и на тој начин да го поддржиме социјалното предприемништво. Да, бев во 5-тиот месец од бременоста кога го започнавме TrixiVox, и ми беше сосема јасно дека јас ќе немам класично породилно отсуство и дека уште во болница кога ќе враќам на пораки за нарачка и баш и така беше. Дефинитивно се гледа дека си workaholic, што е многу интересно, дека ти не одлучи да проложиш на породилно, напротив, основаш уште еден бренд по името Working Mom. Кажи ми повеќе за Working Mom. Па кога останав бремена, почнав да пребарувам низ интернет некои информации во врска со тоа како да работам додека сум бремена, како да работам во првите денови од мајчинството, до колку часа, например, е во ред да седи една трудница на какво столче и слично, како да балансирам work-life balance. И ресурсите што ги наоѓав на интернет некако ми беа сомнителни, ми беа како copy-paste совети од некој што не е ни родител, предпоставам, па си кажав зошто јас да не се потпрам врз моето долгогодишно искуство со контент креирање и да креирам мои совети, мој блог со совети. И креирав платформа на WordPress, Working Mom, но 8 месеци ми стоеше во драфт, ми беше страв да ја објавам. Веројатно тука проработи импостер синдромот, дека никој нема да се замара да ги чита моите текстови, дека не се доволно добро напишани, иако имав претходно напишано илјадници блогови за други компании и текстови што достигнали и до 1 милион читаност. И сега да овде беше контрадикторно, зашто мислев дека никој нема да ги чита моите текстови, иако фидбекот за другите текстови е навистина позитивен, ама ајде некако работев со лайф коуч, се охрабрив, стиснав паблиш конечно на 21 јули 2023 година, тогаш син ми беше само 3 месеци. И буквално преку ноќ, кога ги објавив моите искуства, ми пиша уште стотици други родители дека и тие сакале да објават своји искуства,
И си кажав, добро, ајде сите ќе објавувам искуства. И она што требаше да биде мој личен блог, кој што сметав дека никој нема да го гледа, ќе биде сосема анонимен, ќе потоне во заборав, всушност прерасна во една огромна заедница. Безбедна заедница каде што голем број на мајки и татковци споделуваат своји искуства, па од таму прерасна иницијативата да се одржуваат интерактивни работилници низ компании за родители на теми како work-life balance, менаџирање со време, грижа за своето психичко, физичко здравје, поставување цели и слично, кои што гледам дека веќе почнаа да го трансформираат начинот како самите компании ги третираат родителите и како им даваат подршка, и тоа е една голема победа за мене. Се гледа дефинитивно дека во овие 2 години Working Mom стана многу популарна во светот на родителите кај нас во државава, ама покрај Working Mom и Trixie Box, дали има некои други проекти што работиш? Да, уште 4 проекти каде што сум инволвирана. Еден од нив е велнес апликацијата FitKit, каде што сум 6 години, и Палестра, фитнес центарот, каде што сум повеќе од година дена таму. И овие велнес и фитнес проекти ми се многу блиски при срце, бидејќи ги делим истите вредности, а тоа е важноста една личност да се грижи за своето физичко и ментално здравје, без разлика колку уврски да има во денот, без разлика дали е родител или не. Да. А други 2 проекти на кои што интензивно работам периодов се иницијативата Мама Круг. Тоа сме 3 мајки, јас, Сандра од Мама Пренатал и Бојана од мој психолог. Иницијатива која што настана врз основа на нашите потреби како мајки да не бидеме осамени во нашиот процес на родителување, туку да се конектираме и со други мајки кои што поминуваат низ слични предизвици и заедно да си помогнеме. Па ете, веќе некаде 7-8 месеци интензивно организираме настани за родители и деца, и настаните се повеќе посетувани, и драго ни е што креиравме една мрежа на подршка на која што можат да се ослонат многу мајки не само во Скопје, туку и низ цела Македонија. А друга иницијатива, проект на кој што работам е Семен бизнис, The Apartments, каде што издаваме станови во Скопје, според хиге стилот на живење уредени, на туристи кои што доаѓаат од странство. Тоа е наша нова семејна иницијатива и допрва ја развиваме. Многу убаво сте што правите, посебно за мајките во државава. Дефинитивно се гледа значењето што го пружите ти и твоите 2 колешки што ги организирате овие настани. Ама како ти помага тебе фриленс животот за ти 100% да се фокусираш на твоите стартап бизнеси, на овој твој нов предприемачки свет? Фриленс работењето има огромен број на предности. Сега како ми помага, ве би спомнала 2-3 начини. Еден од начините е тоа што јас можам да си го организирам времето буквално како сакам. Зависно од тоа кога сум продуктивна во денот, кога не сум продуктивна. Најчесто наутро сум најпродуктивна или многу доцна навечер кога детето спие. Исто фриленсерството ми овозможува да носам многу брзи одлуки, брзи и ефективни. Не мора мојата идеја да ја пичувам на тим лидерот, па на менеджментот, па на газдата, туку можам тоа што ми е визија веднаш да го преточам во акција. И според мене најважната работа кога работиш сам за себе е одговорноста што имаш кон себе. Значи од мене зависи дали јас на крајот на месецот, кога ќе си отворам банкарската сметка, ќе се смешкам или ќе плачам. Тоа само од мене зависи, од никој друг. Кои се некои совети што би ги дала на луѓе што сакаат да се пренасочат од фултайм џоб во фриленсерство? Треба да дојде оној момент кога ќе се вратиш дома од твојата фултайм работа и ќе се погледнеш во огледало и ќе си кажеш дека веќе не можеш да идеш на работа што те прави толку мизерен, што те исцрпува, што едва чекаш да дојде викенд, или пак работа каде што трпиш неправди, затоа што си жена. И тогаш ќе дојде еден пресвртен момент каде што ќе си кажеш доста ми од ова, време е за промена. Да, и ќе го направиш тоа. Значи треба од внатрешноста да ти дојде, да ти биде преку глава од се што ти се случува до сега, за да вистински може да се случи нова промена. Што би им препорачала на тие луѓе што се спремни да го направат тој чекор?
да се охрабрат и да се впуштат во акција, бидејќи тие најдобро знаат каков е животот што сакат да го живеат. Секогаш ќе има луѓе околу тебе што ќе ти критикуваат, ќе ти кажат не можеш во текот на бременоста ти да започнеш со фриленсер работа или не може 2 месеци по пораѓај да си фаќаш нови проекти кога треба да седиш дома на породилно, но мојот совет е, ве молам, игнорирајте ги тие гласови и терајте си по свое, затоа што вие сте креатор на вашиот живот. Кои се некои грешки ти што си ги направила кога си била фриленсер? Се сеќам на 2 големи грешки што сум ги направила. На почетокот, бидејќи ми треба повеќе пари, прифаќав се што ќе ми понуде од проекти, буквално се, некако не бирав ни тема на која што ќе работам, ни човек за кој што ќе работам, но набрзо потоа сватив дека има некои теми што ми лежат, како што е фитнес и велнес. Не ми лежат теми, еве да кажеме, како роботика. Да. А најголемата грешка ми беше, што ја научив на многу потешкиот начин, е кога има full-time job и си дадов оставка за да преминам во фриленс, меѓутоа не бев уште финансиски стабилна. Затоа пред да си дадете оставка од вашата работа и да преминете кон фриленс, потрудете се да бидете финансиски стабилни со вашите фриленс проекти. Да, тоа би го Дефинитивно, тоа е кажала. многу добра лекција што сите треба да го направат, да пазат на такви моменти пред да се пренасочат кон нови води. Ако можеш да го вратиш времето назад кон твоите фриленс почетоци, дали нешто би направила различно? Уште кога бев новинар, би сакала ете тој фриленс концептот да беше попопуларен, бидејќи во тоа време некако и табу беше малку фриленсерството. Би сакала да можев да си најдам некои фриленс проекти на кои што ќе работам, за да имам приливи на пари додека бев новинар, за да не мора да се откажам од мојата професија, од соништата и паралелно да си терам и фриленсерство и новинарство. Сметаш дека уште е повеќе табу темата за фриленсерство во Македонија? За среќа не е повеќе табу. Ја многу би сакала и многу порано да се зборуваше повеќе за важноста од фриленсерство, затоа што на почетокот мислевме дека само програмерите можат да бидат фриленсери, постоеше некоја таква перцепција, но денес секој може да биде фриленсер, не мора да си во рани 20 или да си студент, можеш и во своите 50 години да започне со фриленсерство. Тоа е опција достапна за сите, многу е флексибилна, има голем број на предности, секако има и недостатоци. Меѓутоа, секој што не се чувствува исполнето со своето full-time job, нека се преориентира кон фриленсерството и верувам дека нема да зажали, затоа што нема поубаво од тоа да работиш за себе. Дали во Македонија се исплаќа да го направиш тој чекор и да станеш фриленсер? Да се исплаќа секако, но претходно треба да имаш подготовка за тоа да се исплати, значи додека си тераш full-time job, да си работиш на проекти, да си го билдаш портфолието, но и паралелно да си се брендираш како експерт во своето поле и на тој начин кога ќе си дадеш оставка од својата работа, веќе ќе бидеш спремен и за да имаш поголема експанзија во светот на фриленсерството. И да, се исплаќа, само треба многу внимателно да бираш со кој ќе работиш и да работиш на проекти што ти се при срце. Да не прифаќаш било што само затоа што ти требаат пари. Според тебе, што е потребно за еден фриленсер да се пренасочи во предприемач? Потребна е, да кажеме, желба, да се впушти во непознатото, во некои нови води. Еве, за мене лично, јас бев така 6-7 години интензивно работев како контент маркетер, меѓутоа почнав да сваќам дека нешто ми недостига, дека го нема повеќе жарот што го имав како порано кога работев на моите почетоци како контент маркетер и сватив дека на крајот на денот јас не сум исполнета. Иако за мене пишувањето е како медитација, јас до ден денес уживам да пишувам, но никако не се чувствував среќна. Иако да, финансискиот надоместок беше на вистина солиден, па си реков, ајде, јас паралелно да си пробам, да си отворам и некој мој бренд, да си почнам и нешто свое, чисто да видам како ќе ми оди. Немав никакви очекувања, меѓутоа испадна дека направив добра одлука, што паралелно терав и фриленсерство и предприемништво и сега не би се враќала повторно во корпоративниот свет, бидејќи да работиш за себе беше најдобрата одлука што можев да ја донесам, па дури
И си размислав зошто тоа не ми текна многу порано, зошто не ми текна кога завршив со факултет, зошто морав толку долги години јас да работам за некој друг. Но ете, ја научив лекцијата многу долги години после Затоа сме факултетот. тука. Да. За баш такви моменти кога студенти, еве кога ти сега што кажа, зашто не го направив тоа кога сум била на факултет, за студенти уште одма да се најдат таа мотивација да започнат со фриленси, да ги имаат правилните чекори за да го направат тоа, за да не ги поминат некои грешки што дефинитивно многу од фриленсерите што го сувале на овој подкаст и што ги имам запознаено, ги имаат поминато. Кажи ми, по кои вредности вака ти се водиш за во фриленсерскиот живот, а и во претприемачкиот живот? Се водам по интегритет и силна работна етика. Јас сум човек што секогаш си стои на зборот. Никогаш не сум прекршила дедлайн, ако треба ќе останам цела вечер, ќе работам, ама ќе го доставам ветеното како што сме се договориле. Нешто што за жал гледам дека е се поретко во фриленс светот. Тоа многу ме растажува, затоа што и самите работодавци преферираат луѓе што си стојат на зборот кога ветеле нешто и затоа ги еве нека е ова еден апел до самите фриленсери, луѓе стоите си на зборот, ако сте кажале нешто до петок ќе се завршете го до четврток вечер, така многу повеќе ќе ве ценат и многу и проекти сум добивала заради оваа моја карактеристика. Дали си работела со странски клиенти? Да. Како си ги наоѓала тие странски клиенти, преку некој од платформите или по социјални мрежи, по LinkedIn? Сами ме наоѓале. Да, кој што спомнав претходно, ретко сум праќала CV-ња. Најчесто ме наоѓале по мојот LinkedIn профил, бидејќи е одлично оптимизиран. Постојано пишувам за моите искуства како фриленсер, како контент маркетер. Ме наоѓале, ме пишувале или пак по препорака на некој што бил мој колега, колешка од Македонија, што работел со таа компанија. По препорака најчесто, да. Како некој да се справи со така по-проблематични клиенти? Знам дека пред тоа спомна дека си имала некои такви моменти каде што дефинитивно си ги прекинувала, но еве некој совет кај што е на сам почеток и уште можеби ја нема таа сила во него одма да го пресече тој момент, како би го искомуницирал тој момент? Би била брутално реална, не можеш да го смениш човекот. Значи, он ти е работодавец, ако гледаш дека едноставно комуникацијата не оди во добра насока или не можеш да соработуваш со одредена личност, нема зошто да си губиш драгоцено време и енергија со личности со кои што едноставно не сте компатибилни. Значи, move on, на следен проект, сега има то безброј проекти, нема зошто да заглавуваш на некој проект и да се надеваш дека ти ќе го смениш човекот и ќе има некој дила од соработка. Едноставно, ако не чини, оди на следен проект. Оно што ме омилено им го кажувам на младите, you are not a tree, you can move wherever you want. Тоа многу Да. го немам слушнато, тоа мислам дека од одамна. Да. Многу реченица. Кажи ми, што може следно да се очекува од тебе? Дали работиш на некои нови проекти во моментов? Што прави Данче сега? Моментално спремам 2 нови иницијативи за кои што сум навистина возбудена. Едната од нив е еден така по алтернативен подкаст за родители, каде што ќе зборувам за табу теми, кои што многу родители сакаат да ги знаат, ама никако на сите ме незгодни, ме срам да прашаат за нив. А другата иницијатива за која што сум особено среќна е пишувам книга, мојата прва книга за дечиња, што ќе има моќна порака како за деца, така и за возрастни, затоа што секогаш сум сакала да бидам автор и тоа не само на блогови, туку и на моја книга и со нетрпение очекувам да ја објавам до крај на Со годинава. нетрпение ние очекуваме да ја видиме таа книга и стварно да се оствари. Многу ми е драго што еве го направивме цел тој пресврт од почетокот како новинарка до контент креатор, копирајтинг, се до себе да следно спремаш книга да издадеш своја. Ова е многу убав процес, ако што ни го раскажа. Кои се некои предности или недостатоци што еве си ги осетила како фриленсер? Една од предностите би рекла и најголема за мене во моментов е што еве кога ќе ти се јават од градинка дека детето е болно или качило температура, ти не мора да бараш дозвола од никој дали може да се заминеш порано или некако да правиш планови како да се организираш некој да ти го чува детето, туку само си поклопуваш компјутер си да си го земаш детето и потоа си продолжуваш со работа. А недостаток
би рекла дека е тоа што не си обкружен со луѓе. Например, јас сум екстроверт по природа и многу ми фали наутро кога ќе пијам кафе со колегите, кога ќе муабетиме. А вака, окей, супер кога работам од кафулиња, но често се фаќам себе си како одбројувам часови дур да треба да се видам со некоја другарка или да дојде маж ми од работа, затоа што сум сама дома со мачката работам и тоа е така и малце осаменички е. Но предностите дефинитивно се побројни, а најголема предност според мене е тоа што можеш да си го организираш времето баш како сакаш. Значи, среда работен ден, многу често, ја идам ќе се видам на кафе со другарка, знам да идам на масажа или на маникир, нешто што не може да си го дозволиш ако цел ден си во канцеларија. Дефинитивно. Ама и за такви моменти за тој постојат овие коворкинг простори покрај стартап клуб Скопје, Hive-Room, тука се и безброј други места, сигурно не Скопје, а низ Македонија што ги има, а дефинитивно сметам дека и повеќе треба да се направат. Да, да. За вакви моменти, за нетворкингот е убав. Социализација пре убав момент кај што дефинитивно му фали на човек во фриленсерскиот живот. Да е па таманов да се пополнува таа дупка, таа мака што сите ја имаме како фриленсери, тоа баш недостигот на социализација. И ви благодарам за оно што го правите со овие нетворкинг настани и места, затоа што на вистината ни помагате да имаме една мака помалку и да се дружиме, да се вмрежуваме, затоа што кој знае испаѓаат одлични партнерства од случајни средби на луѓе што би се сретнале тука. Тоа е целта. Да. Кои се некои интересни вака спомени што си ги имала во фриленсерскиот живот, со фриленсерското искуство? Нешто онака што дефинитивно ќе ти остане за секогаш во меморија? Фриленсерското искуство би рекла дека најбаво се осеќа кога имаш можноста ти да си на плажа, да си седиш, да се релаксираш со коктелче до тебе и да си работиш. Тоа чувство е незаменливо според мене. Тоа мислам дека дигиталните номади најдобро би можеле да ви го објаснат. Мислам, ја не патувам секоја недела и да седам на плажа со компјутер, но тоа е сонот за секој фриленсер, да можеш да работиш буквално од каде сакаш. Таа флексибилност не ти ја нуди работењето од канцеларија. Јас се повеќе сега ги сваќам младите кои што одлучуваат од факултет веднаш да скокнат во фриленсерскиот свет, бидејќи тие се така слободни души на некој начин, да кажеме, сакат да истражуваат, не сакаат да се обврзат, да се цело време на одредена локација и да кажем им завидувам, затоа што јас, еве да го вратам времето, би сакала да можам да променев многу работи од факултет, да скокнам веднаш во фриленсерскиот живот и да не мора да патам, да имам многу предизвици со корпоративниот свет. Дефинитивно, ама не е за сите луѓе толку лесен тој момент на одма да се скокне во фриленсерски живот, а исто така и не е фриленсерскиот живот наменет за сите. Некои луѓе дефинитивно само се навикнати да некој на нив им стои, да им дава денеска ќе работиш ова и ова, стереотипичното 9 to 5, ама сите тие што имаат храброста да го свртат нивниот живот кон фриленсер е дефинитивно нешто за фалење, дека колку и да личи лесно и интересно дека дома си седиш си работиш, Да. пак си доаѓа со свој мани. Кои се некои вако мани у фриленсерскиот живот што ти би ги истакнала за да некој што сега сака да започне како фриленсер треба да пази или да гледа на нив или да пред време да размисли да поработи на нив? Да, па, јас да бидам искрена, јас како скокнав во водите на фрилансерството е бидејќи ми требаше некоја финансиска стабилност, како што спомнав претходно. Новинарството не ми обезбедуваше таа стабилност, па многу често не можев да спијам навечер затоа што не знаев како ќе си платам кирија, сметки, храна и се. И всушност таа првична мотивација за да сум фриленсер ми беше за да можам да не му ја мислам за пари и плюс во тој период 2017-2018 година контент маркетингот беше во еден огромен подем, огромна експанзија, а немаше толку контент маркетери во земјава. И затоа некако решив јас да го искористам тој бран и уште пред да завршам академија во Brainster за дигитален маркетинг, нели јас паралелно се брендирав цело време како експерт на полето, јас имав веќе 3 понуди за работа.
Да, знам дека звучи како фалење, но веќе си ја поставив основата, зашто ми ја завршам академијата, јас веднаш да скокнам во светот каде што ќе се бараат контент маркетери. Недостиг, да, социјализацијата според мене е најголемиот недостиг, можеби некогаш и самата нестабилност на проектите, затоа што не можеш да знаеш кога работодавците планираат да го завршат некој проект, кога планираат да почнат нови проекти, но дефинитивно вештачката интелигенција не ни е непријател, иако на почетокот кога излезе ChatGPT, јас многу бев преплашена, затоа што пишуваше преубави блогови, многу ми беше страв дека ќе ми ги зеде работните места и проекти, да, ми зеде неколку, ама и супер што ми зеде затоа што јас останав и се фокусирав на проектите каде што стварно ме ценеа, ја сакам мојата експертиза. Секој може на вештачката интелигенција да ја даде насока за да напише контент, но секој веќе знае да разликува контент што е пишуван од ChatGPT до контент што е напишан од вистинска личност. Се осеќа Да, се осеќа. На LinkedIn кога ќе што- прашаш возбудливи вести, тоа веднаш знаеш дека Се осеќа моментот кај што фали љубов, емоција во самиот текст напишан. Да, Дефинитивно. да. Ти спомна дека користиш вештачка интелигенција. Како користиш? Како ти помага таа? Кои некои примери за насоки што ги даваш? користам Gemini. Се превалив на Gemini од ChatGPT, затоа поради хороскопскиот знак се разбира. Насоки главно ја користам за брейнсторминг. Еве кога немам идеја за некој конкретен проект, за некои активности што би можела да ги вклучам во проектот, а вака не користам за да ми напише копи за пост, затоа што уште пред да кликнам да ми напише копи, а веќе во глава ми доаѓа тоа копи. Не знам како да го објаснам. Луѓето што го имаат талентот за пишување, нив не им треба вештачка интелигенција да им напише блог или пост. Јас дур вака се Дефинитивно. шетам, ќе ми текне, отварам, веднаш пишувам, но повеќе ја користам за брейнсторминг, за работи што не се пишување, да ми даде некои идеи, да кажеме, за рецепти. Пред се, за менаџирање со време, идеи за некои забавни активности и слично, во таа насока повеќе ја користам. Ова е се преубаво и премногу сум возбуден за се што следи од тебе. Кажи ми каде можат слушателите тебе да те најдат? Каде за Trixie, за Working Mom, каде можат да ги најдат сите овие платформи и се што работиш ти? Така, ќе почнам поред со платформите. На LinkedIn можат да ме најдат на мојот личен профил како Данча Азманова Мирчевска, а пејџот на Working Mom е Working Mom МК со големи букви. На Instagram може да го најдат мојот бренд Working Mom МК и мајмунча My Trixie Box. Исто и мојата иницијатива Мама Круг, mama.krug. И исто така може да го посетат вебсајтот workingmom.mk. Периодов на вистина сме многу активни, сме во потрага по брендови кои што сакаат да го представат своето портфолио на производи и услуги пред таргетирана публика од илјадници, мајки, татковци кои што го сакаат најдоброто за своите деца, но кои што вложуваат многу во нив. Така да, ако сте бренд и ако сакате да се промовирате пред родителите, отворена сум за соработка, само пишете ми на некој од платформите. За сите што се small businesses, еве сега Данче ви кажа каде да ја контактирате. Дефинитивно ќе сте во добри раце, тоа верувам. Фала многу денеска што ми беше гостинка. Мислам дека сподели многу клучни совети за фриленсерство, а и за предприемач што започнал баш во некоја таква поранлива фаза како жена. Да. Благодарам за твоите искрени совети за денеска што беше тука со мене. Ти благодарам Бисера за поканата и се надевам дека барем овој подкаст ако допре до една личност и направи некоја аха у главата, ќе сум многу среќна. Тоа ќе биде победа за сите нас. Верувам дека ќе допре до многу повеќе од тоа и фала уште еднаш. А за сите вие што останавте до крајот на епизодата, заследите не на нашите социјални мрежи Стартап Клуб Скопје на Instagram, LinkedIn, Facebook. Сабскрајбнете на YouTube каналот, лајкнете го видеото и кликнете го звончето за да видите која ќе е следната епизода од Фриленсерска дружба, исто така и од Стартап Револуција. Се гледаме!